топ тема, добро вечер. Потребите наспроти реалноста, законите наспроти праксата. Дали е новиот пакет закони за реформи во јавната администрација ќе донесе системски промени, а не само козметички реформи? Има ли политичка волја за професионализација, департизација и рационализација? И колку сите заложби за тоа што треба да се случи како реформа во иднина се подкопуваат со досегашната пракса на претходните и на оваа влада? Во топ тема вечерва интервју со министерот за јавна администрација Горан Минчев. Добро вечер и добри дојдовте во топ тема. Добро вечер, поздрав до вашите гледачи. И прво извинување и до публиката, се надевам дека техниката која што малку затаи во меѓувреме ќе проработи ова црна позадина, не треба да се смета за некаква порака или илузија за состојбите во јавната администрација. Министре, најавувајќи го предлог законот за висока раководна служба, кој многу повеќе од сите други кои беа донесени во јули, се поистоветува со еден од клучните чекори за департизација, деполитизација на јавната администрација. Рековте дека е крај на дека тоа е крај на доживотните функции, на недопирливите, на партиските книшки, на партиските влијанија, на ВД директорите и така натаму, изедначувајќи на некој начин реформата на јавната администрација со реформа на самата држава. Не се ли тоа пресилни изјави, бидејќи иако е долго најавуван закон, во неколку обиди и подготвуван, но не формализиран, сепак е само предлог закон кој допрва треба и да се донесе, а бога ми потоа во долг период и тешко да се реализира. Па не би рекол дека само овој закон ја отсликува реформата која што оваа влада ја прави во рамки на јавната администрација. И законите кои што ги донесовме во 2025 година, а тоа е законот за административните службеници и законот за вработени во јавниот сектор, исто така се однесуваат на она кое што го кажав и за предлог законот за високи раководители. Дека оваа влада има огромна политичка волја да намали со она кое што во минатото се викаше партизација, непотизам, вработување по етнички клjuč, туку да даде еден нов тон, еден нов пат на реформите во јавната администрација, а тоа е сите вработувања и сите реформи во јавната администрација од почетокот па до крај да бидат врз база на квалитет, на знаење, на ентузијазам, секако и на соодветниот мерен систем. Политичка волја има. Првиот сигнал дека има политичка волја е и формирањето на ова министерство. Да ве потсетам дека со измените во Зородото, пред формирањето на владата, се формираше ова Министерство за јавна администрација, кое што исто така во своето формирање 2-3 месеци работеше без соодветен буџет, но веднаш почна со реформските закони кои што беа, да кажам, долго како една европска можност која што ја имаше минатата влада, меѓутоа не ја оствори. Овие закони беа на дневен ред повеќе од 10 години и затоа велиме дека се добар почеток на реформите во јавната администрација, а 5 години беа од извештаите на Европската комисија како нужен почеток за реформите во јавната администрација. Меѓутоа населението не значи се. Да, точно е. Бидејќи ги споменавте праксите кои што треба да ги прекинат овие закони, тие пракси на големо се присутни и сега. Кои пракси? Вработување по партиски клучеви, измена на закони за да можат одредени лица да се смалат критериумите да станат директори, именување на континуирана злоупотреба на функцијата ВД директор. Тоа го има и сега. Да, затоа новиот закон кој што го креираме треба да таа злоупотреба ја намали, односно да ја конкретизира. Јас и во мојата изјава кажав дека треба да ставиме крај на ВД или точно да го контролираме мандатот на ВД раководителите. Тоа ќе се случи со донесувањето на овој закон за високи раководители. Ајде, што ново носи овој закон и која е временската рамка во која ќе се носи?
Бидејќи според обврските од реформската агенда требаше да биде донесен во декември лани, а според програмата на владата сета оваа постапка која што почнува сега требаше да биде малку порано во октомври, па веројатно ќе се стигнеше тој прв рок од декември 2025. Ние овој закон го поставивме недер пред нова година, практично 2025 декември. Тој таму ќе биде согласно новиот закон, значи 30 дена. Веќе ја почнавме јавната расправа по овој закон со првата дебата која што неодамна имавме заедно со Центарот за управување за промени, исто и со британската амбасада, кои што се наши постојани партнери во креирањето на содржината на овој закон. Ние и досега овој процес го водиме транспарентно, отчетно, инклузивно, демократски и така и ќе продолжиме. Во овој процес на креирање на содржина на закони ние сакаме да ги вклучиме буквално сите институции. Тоа го правевме и за минатите закони, тоа ќе се случи и за овој закон. Спорни се роковите. Зошто не ги спочитувавте роковите, запишани и во владината програма и во реформската агенда? Тука влијаат повеќе фактори. Рокот за овој закон беше 2025, вие добро кажавте, октомври, декември 2025. Ние доцневме, точно е тој е нотирано во извештајот на Европската комисија, но сепак го поставивме на 2025 година, секако имаме и грейс период во договор со нашите европски партнери за оваа година и тој рок е пролонгиран. Јас се надевам дека успешно ќе го завршиме закон. Во одговор на прашање кое што го поставив до сите министерства кои што имаат обврски до декември 2025 година, вие ми рековте дека планирањето всушност било базирано на грейс периодот. Грейс периодот во основа, министре, според сите анекси и според сите договори кои што добро ви се познати, кои што се подпишани со ЕО, е всушност рок сличен на поправен испит во јули или во август за повторување. Не би го констатирал тоа така или не би дал таква дефиниција. Ние сепак разговараме со нашите европски партнери и во рамки на тие разговори договараме рокови. Грейс периодот е грейс период. Тоа е една година, значи се однесува на цела оваа 2026 година. Во нашата стратегија за реформи на јавната администрација 2023-2027 се содржи овој закон за кој што вие говорите и јас се надевам дека во предвидениот рок ние ќе го донесеме. Ако биде вистинска динамиката, јас очекувам да одржиме уште една дебата во матичната комисија во Собранието на Република Македонија, тоа е Комисијата за политички систем, низ еден транспарентен и инклузивен процес, како што може да забележите, ние буквално ги вклучуваме сите институции. Синдикатите, оние кои што се засегнати, нашите меѓународни партнери, експертите, што не беше пракса до сега, и тоа морам да го кажам дека е навистина една добре дојдена рамка на нови сугестии, мислења и ставови. Се надевам дека комплетното законско решение ќе биде донесено во Собранието до крајот на април. Ако биде донесен до крајот на април, со оглед на тоа што во него пишува дека подзаконските акти треба да се донесат во рок од 6 месеци, тоа би дошло некаде во септември, и при тоа во последниот член од преодните и завршните одредби пишува дека за сегашните раководни лица, кои што се на високите раководители именувани пред отпочнувањето со примена на овој закон, продолжуваат да извршуваат својата функција до истекот на нивниот мандат. Која е функцијата на овој закон? Или да бидам поконкретен. Има многу примери на партизација, политизација, злоупотреба на функцијата веде директор без оглед на кој ниво од овие различни институции е, токму од политички мотиви, која функцијата, ако сите тие остануваат? Мора да се даде на рок. Вие добро напоменавте во вашето прашање дека треба период за носење на подзаконските акти, исто така и на корекција на околу 16 законски решенија. 16 други закони поврзани со ова треба да се сменат. Така да е потребен еден период на прилагодување и дополнителна анализа. Јас секако кажам дека имплементацијата на овој закон е, но ние веќе имаме постоечки раководители на кои што сакаме мандатот заедно со оваа влада да им заврши, имплементацијата на овој закон да стартува од тогаш, но
Тоа е крајниот рок кој што вие го кажавте за подзаконските акти, максимум 6 месеци. Јас се надевам дека по донесувањето на законот во Министерството ќе направиме една посилна динамика, побрза динамика и овој закон ќе биде донесен и овие подзаконски акти побрзо. 21 јануари, јавна расправа. Велите, цитирам: "Со овој закон ставаме крај на злоупотребата на вршителна должност. Свесни сме дека привремените решенија со години беа правило, а не исклучок, што ја подкопуваше институционалната стабилност и одговорност. ВД станува исклучок." Вака ВД нема да стане исклучок. Не, ќе стане со новата примена на законот. Јас велам дека ова е процес кој што се одвижи. Да немате илузија дека реформите во јавната администрација ќе се завршат преку ноќ. Тоа е процес кој што завршува со правење на систем. Со носењето на овој закон, токму тоа кој го кажав на јавната расправа, очекувам да биде направено. Значи да има што е можно помалку партизација, поголема професионалност, квалитет на кадри и секако она што е важно, а тоа е ограничување на ВД-то. И исто така, она што е битно да се напомене вечерва, а тоа е намалување на бројката на управните одбори. Да подсетам, овој закон се однесува на високите раководни служби или пак функции пред се на директорите, управните одбори и државните секретари. До тогаш ВД директорите веројатно ќе останат. Законот нема експлицитна обврска сите ВД директори да бидат реизбрани според новите процедури. Зошто? Не би се сложил со вас. Значи, во моментов има ВД решенија, тоа е точно. Колку? Но секако дека сите ВД решенија во моментов не би можел да ви кажам колкава е таа бројка. Меѓутоа, во текст се и јавни огласи за сите државни функционери. Сега, тој процес трае, значи не може да се заврши во зависност од тоа кога е поставен ВД директорот, ќе завршат потребните 6 месеци, се иде кон јавен оглас. Во моментот има 18 ВД директори, плюс 14 именувани само на една седница. Тоа се вкупно 32 и тоа само во дел од институциите. Само во јуни 2025 година 5 директори се заменети повторно со ВД директори. Еве, промовирајќи вакви принципи, зошто на влада гласате за вакви решенија? Предпоставам дека за одредени институции требало повторно да има ВД решение. Секоја институција поединечна, затоа што треба да се прати оглас, нели, нормално, за да се распише оглас за зашто не распишува? Па, тоа секоја институција посебно може да го каже, ја не можам да говорам во име на сите институции. Јас ве прашувам вас како заговорник на овој принцип. Тоа е согласно актуелните закони. Систем, крај на вршители на должност, крај на тие злоупотреби. Но вие говорите за новото решение. Овие се сите согласно закон. Крајот на ВД директорите и сега може и сега е забрането после 6 месеци. Сега има можност да има повеќе мандати. Јас токму тоа го констатирам со законското решение кое што сега е на јавна расправа, односно со новото законско решение за високи раководители. Конечно, да ставиме крај на оваа пракса. Видете, нема да се случат реформите преку ноќ. Тоа е процес кој што бара многу дополнителни анализи и јас се надевам дека кога ќе почне имплементацијата, па дури и тогаш може да согледаме некои аномалии, нови сугестии, нови забелешки и корекции на сегашните решенија. Ова е еден процес кој што е врзан, особено ако сега не само во однос на делувањето на различни институции, туку кога се и во прашање обврските кои што ги има Министерството за јавна администрација. Одложувајќи или намерно одлучувајќи да планирате и со рокот за грејс периодот и со рокот за повторувачи, вие, а тоа го констатирате и во одговорот кој што ми го доставивте, ставате под ризик уште една реформска обврска поврзана со јавната администрација. Тоа е.
Најмалку 90% од испразнетите раководни позиции, директори и државни секретари годишно, се пополнуваат по конкурентна и транспарентна постапка за регрутирање, вклучително и осигурување дека за секоја од овие постапки за регрутирање има најмалку тројца подобни кандидати. За ова рокот за реферирање до Брисел дека е исполнето или не е исполнето заврши на 15 јануари. Предпоставувам дека не сте реферирале за да повлечеме пари како исполнета реформа, бидејќи во табелата нема што да се пополни. Напротив, имаме преку, само јас што на брзина успеав да ги избројам, преку 34 ВД директори, а најголем дел од нив се именувани на 17 јули, именувањата потоа продолжуваат и во август, 2 јули, 22 јуни 2025 година, да не ја цитирам институцијата, но ова е институција каде што 3 пати поред се именува, последната одлука е на 22 јуни 2025 година, 3 пати поред ВД директор. И сега повторно доаѓаме до истиот одговор. Вие ги констатиравте сите тие ВД именувања, констатиравте дека 90% треба да бидат во рамки на нашата реформска агенда, овие функционери кои што се именуваат, и ние тоа ќе го направиме со новиот закон за висока раководна служба. Што значи, овој закон за кој што вие говорите и за кој што реагирате со право, е токму во рамките на новото законско решение. Што значи дека тоа ќе се случи откако ќе влезе во имплементација. Каде не читам ли јас убаво или овој закон влегува во сила 8-миот ден од објавувањето во службиот весник, а ќе започне да се применува во рок од 6 месеци од влегувањето во сила. Сега, веројатно, во тие 6 месеци влегува и обврската за подзаконските акти, но вели, високите раководители именувани пред отпочнувањето со примена на овој закон продолжуваат да ја извршуваат својата функција до истекот на нивниот мандат. Не е ли потребно овдека, ако навистина се залагате за овие принципи, крај на злоупотребите, особено преку ВД, и конечно влегување на мерит системот на голема врата, да се воведе дека доколку кога овој закон ќе влезе во сила има ВД директори, дека сите ќе мора да бидат подложни на реизбор или избор на нови согласно одредбите на новој закон. Јас се надевам дека додека овој закон влезе во сила, сите директори на институциите кои што се во Република Македонија ќе бидат веќе со јавен оглас. Не можеме да говориме сега пола мандат да прекинеме, да кажеме, на функционерите кои што се во моментот, кои што се согласно законот, постоечкиот закон. Повторно се враќаме на истото прашање. Овие се согласно стариот закон. Кога велиме дека сакаме да ставиме крај на партизацијата, збориме за новото законско решение. Од декаде мора да се почне. Ние овој проблем не го имаме сега, а говориме за следните 6 месеци. Овој проблем е 35 години. Ма добро, да го решише некој од предходно, вие во воведниот дел немаше да искористите да ја нагласите политичката волја на оваа влада, дека еве решила да почне и да ги носи. А како да не ја искористам политичката волја? Затоа што ова покажува, ајде поинаку. Ајде вака, дозволете ми. Може ли, бидејќи владата е една сложена структура, тука има и коалициски партнери, има и различни интереси, различни односи. Вие сте функционер на ЗНАП. Колку ВД директори има ЗНАП? Па сега во моментов ниједен. Сите се на јавен оглас. Веќе именувани. Но тоа е небитно. Да се навратам за политичката волја. И мора да се направи разлика за политичката волја. Значи, ние имавме еден закочен процес изминативе десетина години. Формираме ново Министерство за јавна администрација, веќе во собраниска процедура беа ЗАСОП и ЗВС, односно двата клучни закони за кои што велиме дека се почеток на реформите. Не може да се очекува дека кога ги почнуваме и веднаш и имплементацијата на реформите стартува. Тоа е нелогично. Значи, потребен е процес. Број 2.
Многу е битно низ каква постапка се носат овие закони. Минатата влада овие закони ги носеше под маса, би рекол. Што значи во затворен круг, без јавна расправа, директно во собрание. Ние отворивме процес. Не, има и тези кои што ќе кажат, има и тези кои што велат, ова кои што ние го разговараме и сите забелешки, дури и од медиумите, се отворени за подобрување на законските решенија. Видете, тие закони кои што останаа во Министерството за тогаш информатичко општество и администрација, не ги имаше пишувано некој друг. Тие имаа подпис од Азир Алиев. Тој сега вие пак коалицијски партнер. Меѓутоа, тие не беа во рамки на збориме сега за дебатата како е правена таа содржина. Меѓутоа ги предлагала владата на која што ја водеше СДСМ и дури тогаш. Само дозволете ми да кажам. Процедурата која што ние ја направивме е да ги вклучиме сите институции, за да го подобриме квалитетот. Секако бидејќи имаше и нов правен субјект, тоа е Министерството за јавна администрација. Поведовме 4 јавни расправи во кои што ги вклучивме и ЗЕЛС, односно единиците на локалната самоуправа. Организиравме со нив дебати за да биде тоа еден инклузивен процес во кој што ќе бидат вклучени сите. Тоа е многу битно како ќе се носат законите и секако во соработка со нашите европски партнери. Исто така и овие закони, нивната примена важи од 2027 година, затоа што мора да пројде временски период за да бидат направени сите подзаконски акти и измени во други законски решенија кои што се поврзани со овие закони. Така да, истото се однесува и на овој закон за висока раководна служба. Имплементацијата не стартува веднаш, туку стартува од тогаш кој ќе се донесе секако со сите подзаконски акти. Тоа значи дека во моментов, според податоците, за големите да одиме, да не навлегуваме директори на национални установи од култура и сите други области, здравство и така натаму, владата во моментот е основачел и собственик на 29 субјекти, 14 јавни предпријатија и 15 државни компании, од кои 13 се акционерски друштва, 2 се друштва со ограничена одговорност и за сите тие владата со одлуки именува управни одбори, надзорни одбори и директори. Сега, една од позитивните страни на овој закон е и намалување на бројот на членовите на управни и на надзорни одбори. Тоа беше дел и од програмските заложби во предизборието, но ако го следиме ова движење на роковите, согласно однапред пресметани грейс периоди. Вие како министерство влегувате во 2026 година и овие рокови за 90 од 100 и така натаму ги поместувате кон крајот на годината. При тоа имате уште еден голем чекор, што би се рекло, кој што треба да се заврши до крајот на оваа година. Тоа се измените на Зороду и на крајот имате уште еден закон без кој сите овие може би ја загубиле смислата, тоа е законот за плати. Ако при тоа самиот велите дека особено во однос на законот за плати, дека Министерство за јавна администрација нема да може од XY причини, ќе ги објасните, сам да го износи на плеки, тогаш сериозно се поставува кредибилитетот и на политичката волја, и на сите овие заложби кои што вие јавно ги кажавте. Тоа е ваша констатација. Ние разговаравме сега за високо за раководна служба и овие два закона кои што ги споменавте се на нашата агенда до крајот на оваа година. И за измените во Зородот, и за законот за плати веќе се формирани работни групи и тие работат. Тоа не значи дека ние како министерство го работиме само законот за висока раководна служба. Тие се составени од представници, конкретно за Зородот, каде што се вклучени нашите партнери од СИГМА, и од Министерството за јавна администрација, и од Министерството за правосуđе, и од Министерството за
исто така со представници од Министерството за финансии, од кабинетот на премиерот, генералниот секретар, Министерството за јавна администрација, но истото се однесува и законот за плати, каде што се вклучени и две министерства други, а тоа е Министерството за економија, Министерството за финансии. Кога велам дека Министерството нема доволен капацитет, се однесува на законот за плати, затоа што тоа е навистина тежок и сложен закон. Поредот на нештата, тој би требал да биде во рамки на Министерството за економија, но со одлука на влада е формирана работна група која што ќе работи на тоа законско решение и веќе таа оди и на факултативни посети, каде што црпи искуства, последното мислам дека беше во Хрватска, на европски земји. Јас се надевам, согласно нашата динамика, дека овие закони ќе бидат донесени до крајот на оваа година и како еден пакет заедно со претходните два ќе почнат да функционираат од 2027, односно конкретно за Законот за висока раководна служба согласно завршните и преходни одредби. Ако до тогаш остане некој директор кој што ќе остане? Се надевам дека нема да остане, дека ќе биде се преку. Прашањето беше не го формулирав убаво, дали ќе остане некој директор кој што нема да биде избран по овие правила. Ќе видиме, времето ќе покаже. Знаете зашто ве прашувам? Затоа што ова не завршува како реформа само во вашиот ресор. Тука имаме еден друг закон кој што треба да се донесе во друго министерство, а тоа е законот за предпријатија во државна собственост. Не знам со кое точно име ќе се оди сега во подготвувањето на овој закон. Од друга страна, кога се зборува за професионализација, особено на управните и надзорните одбори во предпријатијата во државна собственост и во јавните предпријатија во државна собственост, беше извршена една измена на закон за трговски друштва. Таа е во друг ресор. Беше донесена. 4,2 милиони беа повлечени од Европската унија. Европската унија ја призна како завршена реформа, но вели законот тој за трговски друштва стапи на сила во март 2025 година. Како и да е, измените кои што ги зајакнуваат критериумите за професионален избор на членови на управните одбори нема да важат за постојните членови кои се на позиција се до завршување на нивниот мандат. Тоа значи дека, ова го пишува Европската комисија, тоа значи дека оние кои што беа избрани во есента 2024 година остануваат на должност, односно дека изменетиот закон реално би можел да биде во функција некаде есента 2028 година. Некаде есента 2028 година веќе се нови избори, може да нема нова влада. Значи ние направивме реформа, но таа сега нема да важи за нашите. Сега контра прашање зошто минатата влада не ја направи оваа реформа, па од сега да важат овие закони. Јас ве прашувам зошто правите нешто што ќе важи после 5 години. Затоа што овие управни одбори, членови на управни одбори и овие директори, овие високи раководни позиции кои што сега ги споменавте, имаат свој мандат. И тие се избрани на 4 години. Не, голем дел се веде се уште. Тие кои што се веде можат на 6 месеци и тие ќе идат на јавен оглас. И тие ќе одат на јавен оглас. Меѓутоа има одредени и јасни правила како може да се прекине мандатот на одредени директори. Па ние уште имаме директори согласно постоечките законски решенија кои што се од претходната гарнитура и никако не може да се прекине мандатот. И затоа тоа мора да почне да важи откако ќе заврши мандатот и на членовите на управните одбори. Па затоа го земав ова како пример, го зедов ова како пример за да го заокружиме овој дел и да ве прашам дали и овој закон со кој што вие веќе прогласивте крај на ВД директорите всушност ќе важи таму некаде
хајде да бидеме оптимисти, но не порано од крајот на 2026, евентуално сите нови директори кои што би се именували во текот на 2027 да важи од 2028 отколку воопшто да не важи. Зошто кога веќе Затоа што постоечките директори имаат мандат и ние не можеме дека така сакаме да им го прекинеме мандатот на постоечките директори кои што конкурираат соодветно за тие малкумина што се бројат на прсти кои што се избрани во редовна постапка. Ве прашувам за ВД, бидејќи ви посочив податоци, ако сакате ќе ги читаме институција по институција. Јас мислам дека ви дадов одговор на тоа прашање. Зошто ги повторувате? Ве прашав и зошто вие како човек кој што ги заговара овие принципи гласате на влада или бар не сме виделе трак рекорд некој дека сте рекле јас како Горан Минчев како министер за јавна администрација кој што сесрно работам на воспоставување на закони со нови принципи, јас со ова не се согласам. Господине Христов, значи мора да направиме разлика. Реформата во јавна администрација е еден широк, голем, тежок и долг процес. И таа не се завршува преку ноќ. Значи, прво е да има политичка волја, за тоа констатиравме дека владата има. Второ е да имаме соодветни законски решенија. Трето е да имаме имплементација на тие законски решенија. Четврто, да имаме обучен, едуциран и професионален кадар во служба на овие законски решенија. Вие говорите, значи, не правите разлика. Ова е ново законско решение кое што ќе го стопира тоа кое што го кажав на јавната расправа, односно стоп. И пак кажувам, стоп на партизацијата. Дозволете. Не јас, Сигма, а вие ќе им објасните стручно на граѓаните што е Сигма. Сигма и ЕУ констатираат бескрупулозна злоупотреба од сите влади до сега, и од претходната, и од ова на институтот веде директор. И моето прашање е најлогично. Ако заговараме вакви решенија, што не спречува? Да, 6 месеци. Период владата да се адаптира, да ја преземе власта. Врз база на кое законско решение сега ние ќе ги тргнеме? Врз база на постојниот. Не, врз база има можност да веде и оглас. Јас кажав дека не можам во моментов да ви одговорам на прашање за одредена институција зошто е веде. Се надевам дека има одредени институции, фондови кои што имаат и управни одбори, врз база на одлуките на управни одбори се носи уште еднаш веде решение. Но, како и да е, тие имаат можност за уште еднаш веде решение како извршители, но потоа ќе одат со огласи. И кога ќе заврши огласот, претходната влада имаше огласи пред крајот на мандатот. Во зависност од можностите и временскиот рок кога завршува мандатот на одредена извршна функција. Не, претходната влада ги држеше повеќе од 4 години како веде, меѓутоа вие дојдовте на власт за да бидете поинакви. Па токму тоа го правиме. Ние во првите 2 години го носиме ова законско решение, што покажува што можеме и да не го носиме, така. Ке имаме еден дополнителен минус, така, во извештаите на Европска, меѓутоа покажуваме волја тоа веќе да не се случи, односно да ставиме крај. Со самото решение, кое што сега е на јавна расправа, ние ова ќе го спречиме. Јас ви уверувам дека ќе биде така. Зошто останавте на одлуката државните секретари натаму да бидат политичка функција? Не се политички функции. Напротив, државните секретари се дел од овој закон. И државните секретари ќе бидат на јавни конкурси, исто како што ќе бидат членовите на управните одбори и директорите на јавните предпријатија на фондовите. Тоа е новината во законското решение, далеку од политички функции. Тие ќе треба да ја спроведуваат, не сте го прочитале добро законот, да ги спроведуваат политиките на владата, но ќе бидат исто така на конкурс со соодветна комисија која што ќе биде од институцијата каде што ќе конкурираат. Добро. Ева ги има тука одредбите, практично се истите кога може да се именува или не може да се именува вршител на должноста, но во ред тука да одиме со првата пауза за реклами и да го затвориме овој дел, па да ги видиме и оние 2 закони кои што беа донесени во текот на месец јули, вклучително тука и Академијата. Прва пауза за реклама. Зборувавме за мандатите и законите. Ова
веројатно ќе остане времето да покаже, па да цениме конкретна година во што ќе се смени, инаку бидејќи не постои дата база официјална, Оно што е истражување, просекот е од 274 раководни одговорни позиции, директори и нивни заменици во јавен сектор, 105 или 40% се веде директори наместо редовно избрани директори. Ова е статистика, да бидам прецизен. Што е добар процент за година и пол. Не, ова е статистика за претходната влада. Јас ви споменав само статистика што моја, која што успеав да ја направам, само за 40-тина кои што се уште се веде. Многу се очекуваше од другите два закони за администрација вработени во јавниот сектор. Кој и која ќе биде ефектот од нив? Ние тие закони ги донесовме, а нивниот почеток ќе биде 1.1.2027 година. Има многу новини во тие закони со кои што се надеваме дека ќе се спречи партизацијата. Прво, обезбедуваме навистина интензивен, зголемен критериум за вработување на нововработените во јавниот сектор. Обезбедуваме поголема мобилност на постоечките вработени во јавниот сектор и во јавната администрација. Обезбедуваме награда по резултат на вработените во јавната администрација. Тука пред себе ги напоменам. Од 2027. Од 2027, да, затоа што исто така за тоа се потребни подзаконски акти кои што во моментот се подготвуваат во рамки на Министерството за јавна администрација и секако имплементацијата на тие закони стартува од 1.1.2027. Меѓутоа исто така и во рамки на овие два закона би сакал да надодадам уште два нови, не се значи само овие два кои што минатата година ги донесовме и кажавме дека едниот ќе биде пилот проект. Тоа е Законот за инспекцијски надзор, со кој што направивме навистина огромна заштеда во буџетот на Република Македонија со укинувањето на инспекцијскиот совет. И тоа кажавме дека би бил можеби првиот пилот проект кој што ќе биде најава за измените кои што треба да се случат во зародото, односно на намалување на буџетските корисници од 40% на одредени институции кои што имаат, да кажеме, слични или пак исти активности на одредени институции. Зошто еве и Зороду не се почнува во соодветни рокови, бидејќи тоа е голем процес? Почнате, се согласувам дека е процесот огромен, да потенцирам дека тој закон се носи со двотретинско мнозинство, што значи ќе треба да се постигне политички консензус. Она што мене ми е битно како министер е овие закони да бидат носени за една транспарентна постапка, и јас инсистирам на тоа, секако да биде запознаена и опозицијата со содржината на овие закони и ние тоа во континуитет го правиме. Се враќаме повторно во првиот дел од дебатата, значи и за измените и дополнувањата во Зородо или пак новиот Зородо, формирана е работна група во која што има представници и од генералниот секретаријат, и од кабинетот на председателот на владата, и од неколку министерства, секако подпомогната со нашите пријатели од Сигма, кои што се наши партнери во континуитет работат со нас и се навистина добро дојдени во овој процес на измени на вакви клучни законски решенија. Со оваа динамика што ја најавувате, јас прочитав еден пример, 2028 измените за трговските друштва, ќе видиме какво решение ќе предложи Министерството за правда во однос на организацијата и раководењето на државните предпријатија. Тоа е во тој ресор во комбинација со Министерството за економија, но ако нешто, висока раководна служба, крај на 2026, овие другите два закона 2025 година, како тогаш ќе се остварат или ќе се одговори на забелешките кои што се повторуваат? И од Сигма, и во извештаите на Европската комисија, дека многу споро оди.
бидејќи праксата покажува дека влада која што навистина сака да влезе во процес на реформа, а тука е и рационализацијата меѓу другото, дека тоа обично го прави во првите години на својот мандат. Вака, без оглед што може би вие ќе речете иста ќе биде владата и после 2028, законската основа навлегува сериозно во предизборен период за спроведување во сериозно изборен период, кога ретко која влада се решава на вакви решенија, особено пак со законот за плати, поради кој што и влади паѓаат, или пак со резови неопходни и потребни кои што би значиле рационализација. Но сме влегле во овој процес. И тоа во првите 2 години. И повторно се враќаме на клучното прашање за политичка волја. И тој е уште еден доказ дека оваа влада има политичка волја за сериозни реформи во јавната администрација. Не можам да се сложам дека процесот е спор. Ќе повторам. Законите кои што ги донесовме во 2025 година, а тоа е Законот за административни службеници и Законот за вработени во јавниот сектор, не биле донесени во изминатите 10 години. Имало многу обиди, но тие не биле донесени. Сега се донесени. Се донесени и за нив има забелешки од Европската комисија. Во јули ги донесовте, во извештајот вели и покрај носењето на 2 закона, тие и понатаму задржуваат фрагментираност на системот, бидејќи дозволуваат постојање на голем број државни службеници со посебен статус, за кои правилата за кадровска политика може да се разликуваат без оправдана причина. Тоа е од европскиот извештај. Да. Ние сме во постојана комуникација, меѓутоа исто така се поздравува дека се донесени тие закони кои што досега не биле. Значи мора да читаме од почеток до крај. Па реков, иако и двата закона се донесени, сепак има простор за. И клучната забелешка министер се парите. Овие закони, значи се на имплементација од 2027 година. Во нашата постојана комуникација со Европската канцеларија, со амбасадорот на Европската унија, ние правиме повторни консултации, што значи имаме цела година за нивни евентуални забелешки, кои што ги очекуваме во нашата комуникација да ги достава до Министерството за јавна администрација, да реагираме или пак дел од нив имплементираме во новите законски решенија. Што значи имаме можност уште една година. Повторувам, тие се од 1.1.2027 во официјална употреба во Република Македонија, како законски решенија. Би сакал да се навратам на уште 2 многу битни, вие дел спомнавте во вашето прашање, тоа е носењето на Законот за стручно усовршување на вработените во јавната администрација, тоа е така наречената академија. За прв пат се прави во Република Македонија, за мене исклучително битен закон, затоа што со овој закон обезбедуваме во континуитет едукација и обука и на нововработените, оние кои што ќе конкурираат на јавните огласи, но исто така важи и за оние вработени кои што се сега, односно нивна доедукација, дообука и заедно со новите законски решенија можност за мобилност од еден сектор во друг сектор или пак во едно одделение во друго одделение. Исто така, битен е каде што де факто тоа е процес на зороду, а тоа се измените во Законот за инспекцијски надзор, е новото решение во кое што сите инспекцијски служби сега се во рамки на министерствата, што значи веќе е започнато со намалувањето на буџетските корисници. Исто така, со новиот закон за административни службеници. Министре, таква реформска обврска имавте и не можете да се договорите со Министерството за финансии кој е одговорен за отчетност. Зашто? За реформската обврска, за измена на закони, подзаконски акти, за зголемување на мобилност, извештај. Па Министерството за финансии вели дека тоа е ваша обврска, вие во одговорите кои што ми ги доставивте велите дека тоа е обврска на Министерството за финансии. На што алудирате, господин Христов? Алудирам на оној пакет за мобилност, сигурност на работно место, вклучително и до декември 2025 извештај за сите отпуштања во јавната администрација. Не ви го разбирам прашањето, значи таква е реформската обврска. Не ви го разбирам прашањето, значи ние имаме одговорност секоја институција посебна, Министерството за финансии, Министерството за јавна администрација.
Во делот на отпуштањата ние немаме досега отпуштање во рамки на јавната администрација. Добро. Ние правиме еден социјален пакет, односно, можам низ примери тоа да ви го кажем. Ако земеме една од европска земја, неодамна разговара со мојот колега од Република Словенија, што горе-доле е отприлика слична со бројот на граѓани на Република Македонија, околу 2 милиони граѓани, нивната јавна администрација околу 170.000, заедно со јавниот сектор. Ние во моментот, заедно со јавните предпријатија, односно целиот јавен сектор и јавната администрација имаме околу 130.000 вработени. Што значи не е преобемна. Но повторно ќе се вратам на законското решение, затоа што врз база на анализа ги носиме законските решенија. Ние имаме сектори или пак оделенија или институции каде што имаме превработеност, каде што имаме многу кадар кој што не ги извршува своите работни задачи, но исто така имаме сектори и оделенија каде што имаме дефицит на кадар. Што би било оптимална рационализација според вас? Па ние рационализацијата практично ја правиме од нас. Значи тргнуваме од управните одбори со новиот закон за висока раководна служба, скратување, тргнуваме од укинување на управни совети, исто со законот за инспекцијски надзори, укинување... А 10% од институции? А зошто би било тоа 10% од институција кој има потреба? Кој го кажал тоа? Стоеше во некоја програма. Во која програма? Провери. Па не. Јас мислам дека ние врз база на соодветна анализа таква работа до сега немаме утврдено, нити пак констатирано, меѓутоа намалување на вработените во јавниот сектор нема да има. А како ќе се спроведе реформа и рационализација? Со намалување на управните одбори и членовите на управните одбори. Можам да ви кажам конкретно. Колку со намалувањето, инспекцијскиот совет броеше 7 члена во управниот одбор, односно така наречениот управен совет. Сите тие имаа месечна надокнада од 2 до 2.500 евра. Што значи владата за една година со укинувањето комплетно на овој инспекцијски совет, непотребни членови на управниот одбор, кои што се состанува еднаш или два пати месечно, штеди 300.000 евра. Огромната промена ќе биде во рамки на овој закон за висока раководна служба, каде што управниот одбор се намалува на 3 члена. До сега беа 5, 7, 9 во зависност од институцијата или фондовите. Така да реформите се во тек, таму ќе се врши рационализација, а овие за кои што сега констатирав... Конечно го објавивте извештајот Само од да го довршам ова прашање. 128.000 е администрацијата. Колку изнесуваат овие директни членови на управа? Околу 130.000, заедно со се МВР и одбрана. 130.000, добро, бидејќи 108.000 еве, бидејќи тие влегуваат во друга категорија, 108.000. И ако само намалувањето на членови на управни и надзорни одбори е алатката, е една од алатките за намалување на администрацијата, за колку би се намалила? Еве, 108.670 се во јавниот сектор, без МВР, полиција и сите што има... Точна бројка треба да се констатира откако ќе се види кои институции имат 5, 7 или 9 члена. Меѓутоа, опатот е голем. Имате фондови, имате јавни предпријатија, имате институции кои што имаат и до 9 члена на управни одбори. Молам, тоа е сериозен чекор. Во инспекцијскиот совет ги укинавме сите 7. И го споивме со Министерството за јавна администрација, односно е во рамки на Министерството за јавна администрација. Каде пари, министр? Ова е болно, многу пари. Клучната забелешка и на Сигма, и на извештајот на Европската, и во извештаите на Европската комисија. Ако нешто недостасува, велат. Координација помеѓу Министерството за јавна администрација и Министерството за финансии. Координацијата останува слаба. Државниот буџет продолжува да покрива само 1/3 од вкупните трошоци за активностите за реформа на јавната администрација и управувањето со јавните финансии, се друго е на добра волја на донатори. Да, можем да искористам оваа прилика да се заблагодарам на нашите европски партнери. Тука Јас сакам да сите им благодариме на нив. Каде е вашето стратешко планирање, ако вака стратешки планирате крај на се да ставите и ние таму среќни би за 2-3 години да имаме да ви го објаснам тој процес. Инспекцијскиот совет кој велите од каде пари, со самото доаѓање во рамки на Министерството за јавна администрација во своја програма во буџетот на Министерството за јавна администрација ги повлекува и тие средства.
Например, со државниот управен инспекторат, кој што исто така е во рамки на Министерството за јавна администрација, сега го кажувам како пример, но тоа се сите инспекторати кои што се веќе во надлежност на Министерството за јавна администрација. Сите овие што ги спомнавте, кои што рековте дека се наши пријатели и Сигма и ЕУ и помагаат. Значи, тие врз нивните искуства и препораки се подпирам. Тие пресметале и имаат методологија која кажува дека секоја реформа чини пари. И следејќи не што правиме низ годините наназад и сега оваа влада, тие велат да оваа влада се залага за реформа на јавната администрација, но обезбедува само 33% од потребните средства да ја реформира. Како ќе ја реформира ако не ги обезбедува потребните пари? Прво, добро е што констатиравте дека оваа влада се залага за реформи во јавната администрација, секако дека дел. Вие велите така, вас ве исто вие го констатиравте и тоа е добро. Па добро да се залага. Ама ако обезбедува само 33, значи тоа е декларативно, флоскула како и секоја друга во минато. Видете, сега 33% не се малку пари, значи кои што се обезбедуваат за овие реформи, меѓутоа исто така има делови кои што се однесуваат за кои што не треба пари. Еве конкретно да видам за академијата, ние не побаравме пари како една од стратешките реформи во рамки на јавната администрација, кој што треба да го едуцира идниот кадар кој што ќе се јавува на јавни огласи во рамки на јавниот сектор. Одлично, меѓутоа тоа не е одговор на прашањето, а зошто само 33%? Но затоа подпишавме меморандум со амбасадата на Република Франција, во која што црпиме од нивните искуства. Кога велиме пари, тука се подразбираат и експертите кои што од другите амбасади доаѓаат на помош. Конкретно нашиот меморандум подпиша за соработка на Министерството за јавна администрација, а се однесува за академијата која што ја воспоставивме, е со помош на во првата година со помош на експерти кои што се од топ 3 академии во светот, тоа е Република Франција. Министре, имаме оценката нема соработка меѓу Министерството за јавна администрација и Министерството за финансии, дадена и од Сигма и од Европската унија е многу посериозна. Тоа значи дека нешто што се планира од страна на вашиот ресор не е финансиски подкрепено. Не можам да се сложам дека нема соработка, но сепак Министерството за финансии знаете како прва оценка на ЕУ. Во ред, тоа го констатирале, затоа што Министерството за финансии сега работи врз база на средствата кои што ги планира. И сега ние како министерство бараме одреден дел од тие средства, меѓутоа мора да се имат во предвид и сите други министерства и мислам дека Министерката за финансии добро го обавува својот дел од работата, да паралелно на сите министерства кои што се сито така од она европска реформска агенда ги доделува соодветно средствата. Дека треба повеќе пари, да, дека дали се доволно пари, никогаш не се доволно пари за еден габаритен влез во едни реформи во јавната администрација. Но мислам дека динамиката според соодветните анализи не е добра и дека чекориме по вистинскиот пат. Тука правиме уште една пауза за реклами, а потоа во времето што останува малку политика и активностите во владата. Останете со нас. Министре, влегуваме во завршница и завршницата за неколку прашања поврзани со улогата на ЗНАМ во владината коалиција и бевте на лидерската средба како замена за партискиот лидер. Колку сте задоволни од исходот и што конкретно таа еве ќе смени, бидејќи беше најавена како зачеток на повод беше реформската агенда, според изјавите остана на маргините тоа прашање. Еден од договорите беше да се почне веднаш со изборниот законок и таму да доцна напролет да се донесе, ама еве го слушаме министерот за правда дека истите тие учесници кои што се договорија да го прават изборниот закон, се уште не му делегирале представници за постапката да се почне. Прво би ја поздравил иницијативата на премиерот за една ваква лидерска средба која што навистина кажува за демократскиот амбиент во државата. Добро е на одреден период има ваква лидерска средба на представници на владата и на опозицијата со цел
да се продискутира за одредени законски решенија за кои што сметаме дека е добро да се носат со политички консензус. Исто така е добро да се дискутира за некои законски решенија кои што треба да се носат со двотретинско мнозинство и добро е да бидат и во очите на Европската унија донесени со консензус, односно да бидат поддржани и од опозицијата. На таа лидерска средба се дискутираше за два клучни аспекти, односно законски решенија, тоа е законот за безбедност или Safe и исто така законот, изборниот законит, на кој што како заклучоци произлегува да на ниво на координатори на пратенички групи да се направат работни групи со кои што одредени, би кажал, недостатоци во овие законски решенија се дорегулираат. Но исто така стана збори на таа лидерска средба за законот за влада, кој што можам да кажам дека тие измени и дополнувања се во завршна фаза во Министерството за јавна администрација. Исто така се разговара и со координаторите на пратеничките групи и се надевам дека дали ќе се иде преку пратениците со измени и дополнување на законот за влада, за она пржинска техничка влада, како сакате наречете, ќе бидат брзо на дневниот ред во собранието. Но генерално, исто така премиерот информираше за моменталната состојба во и разговорите кои што преку Министерството за надворешни работи ги има Република Македонија и за актуелната политичка состојба и во рамки на Европската унија, исто така и за Република Македонија. Тоа е одличен чин и јас мислам дека што почести такви средби доаѓа до една посмирена, подобра, поконсензуална атмосфера која што секако е во интерес на граѓаните на Република Македонија. А имаше ли зашто да се гради консензус барем во поглед на реформската агенда, бидејќи од 12 заостанати обврски најголем дел се во ресорите од вашата партија? Па не би рекол така. Па во Министерството за правда? Во Министерството за правда, Министерот за правда прави според мене одлична работа. Одлична работа. Одлична работа, перфектна работа, затоа што тој има не само 12, туку 22 законски решенија. Ако имате предвид дека за година и пол министер за правда, без разлика во која фаза на нивното носење, дали се најдат, дали се во владина процедура и дали се во или пак дали се во собраниска процедура, е огромна работа. Сите рокови, и според програмата за работа на влада за 2025 година. Таа за 2026 ја чекаме, бидејќи нели се дел од измените се до 31.12. И според тоа, и според реформска агенда, сите рокови промашени. Не. Нешто отиде пред 31.12, некои измени дополнување, конкретно за кривичниот законит, некои се веќе во собраниска процедура. Кривичниот законит не е од реформската, тоа е од област. Меѓутоа збориме за судскиот совет, за советот на јавните лица, се веќе во постапка, некои од нив се донесени, меѓутоа глобално гледано. Вие имате сработено 22 закони кои што веќе се во процедура. И мислам дека на почетокот на оваа година ќе имаме серија на реформски закони кои што веќе се готови, кои што од влада ќе бидат доставени до собранието. Но исто така, во рамки на владата постојано се координираат сите потребни закони да се кои што се треба да се донесат со цел да има зголемена динамика и брзина на овие законски решенија, односно носењето на овие законски решенија. Задоволни сте од улогата и местото на знам во владата во однос на креирање на политики, во однос на ова што разговаравме во администрација, директори, тоа не праши. Видете, ние влеговме во владата со неколку клучни услови. Првиот е дуј надвор од влада, што спитавме за главниот виновник на во минатата влада која што го кочеше реформскиот процес и како извор заедно со својот помал партнер, тогаш СДС-ва, за тоа се политички флоскули. Една од клучните заложби на знам. Привлегувањето во владата беше дека ќе биде коректор на сите политики. Имаме уште 2 минути, па еве кажете ми 3 политики на кои што знам била коректор. А при тоа да не биде дуи да биде надвор од власт. Кој што е политички непристојно и некоректно. Прво коректор на примената на знамето на етничките заедници, на одредени етнички заедници. Второ, знаме коректор на практикувањето на законот и на дигиталната алатка балансер. Знаме коректор на вработувањето во јавната администрација. Знаме коректор на вработувањето. Да.
на начинот на како се вработуваат луѓето во јавната администрација. Знаме коректор на можеби обидот на нашиот поголем партнер за грбот на Република Македонија. Ви набројав 4 за овие потребни 2 минути. Меѓутоа, она што е битно, нашите услови за кои што влеговме во влада како движење за наша Македонија беа прво дуи надвор од влада, второ почитување на законите, за што инсистираме и тоа го правиме преку нашите представници во владата, трето силен инфраструктурен капитален инвестициски циклус кој што е во тек со одредени патишта, автопатишта кои што ги правиме во Република Македонија, јасна значи инфраструктурна би кажал динамика и децентрализација во рамки на општината со конкретни проекти и добробит на граѓаните на Република Македонија, но најважно од се зачувување на македонските национални интереси и националниот интерес, односно на државата Република Македонија. Од кого ги чувате? Молам? Од кого ги чувате? Како од кого ги чуваме? Па се загрозени со францускиот договор кој што бе претходно подпишан од минатата влада. Зар вие мислите дека не е загрозен нашиот идентитет, јазик, култура? Ние понудивме да ве потсетам како знак до нашите партнери национална платформа за обединување. За жал СДСМ не отворена ни ја врати. Па имавте и експертски групи и рокови од 6 месеци, па ова ќе направи, па ништо нема. Ако видите добро, нашиот став, не знам ставот, значи за месувањето на бугарите, стана државен став, односно владен став. Да имаме, да кажеме, промена на уставот со одолжено значење или пак со евентуално било каква гаранција која што може да биде од нашите европски партнери. И благодарам што вечерва бевте гостин во Топ. Благодарам на поканата. Вам почитување, вие благодарам за вниманието, останете со програмите на Телмо.